Четврток, 24 април, кратки вести во 12 часот. Видливи и значителни се оштетувањата на мостот на желбите кај Потпеш, па потребна е санација во пресред на сезоната за да се избегнат несакани повреди на посетителите. Повторно на повеќе места е оштетен дрвениот пот, а има оштетување и на заштитната ограда. Мостот на желбите го спојува центарот на Охрид со најатрактивниот дел на градот, местноста Потпеш и Канео. Станува збор за донација од бизнисменот Велија Рамковски и беше пуштен во употреба на 8 септември 2009 година. Своевремено на самиот мост беа поставени плочки со 12 хороскопски знаци, а според името кое му е дадено, замислата била секој да застане пред својот знак, да погледне кон езерото и манастирот Свети Наум и да замисли желба. Мобилниот музеј битките кај Чанаккале од Туркија ги отвори вратите за посетителите во Охрид и е лоциран на паркингот до плоштадот Свети Климент Охридски. Овој мобилен музеј содржи артефакти од битките кај Чанаккале и нуди дигитални прикази, содржи фотографии, воени предмети, историски артефакти од тој период, како и дигитални прикази. Има 7 различни витрини каде што може да се добијат информации за текот на битките кај Чанаккале. Музејот ќе биде отворен во Охрид 2 дена, а влезот е бесплатен. На Тера Вива, меѓународната платформа на која архитектите од целиот свет може да учествуваат на проекти во глобални рамки, објавен е конкурс за реинтерпретација на античкиот театар во Охрид. Учесниците имаат предизвик да создадат кохезивна архитектонска и пејсажна интервенција, таква што ќе го усогласи богатото наследство на локацијата со храбар современ дизајн, стои во објавата. За учесниците е предвиден и богат награден фонд од 8.000 евра, од кои 2.000 за најдобриот. Рокот за пријавување е уште 15 дена. Времето денес променливо облачно и нестабилно, дува слаб до умерен југозападен ветер, максималната температура во Охрид до 18 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.